17 точка. Пред да преминеме на 17 точка, господинот Ивановски Игор има процедурално. Повелете. Почитувани граѓани, вчера продолжи во серијата полициско-партиски активности на оваа власт. Не само што во изминатата недела дена Македонија стана и дефинитивно и класично потврдено држава на политички затвореници, не само што еден новинар заради два новинарски текста го осудивте на 4,5 години, малку беше и тоа. Вчера партиско-полициската власт на ВМРО-ДПМН забрани и протест против таквите действија, активности и настани, и додека новинарите се бореа за правото на слободен изразување, говор и демократија, вие со полициски специјални сили тоа го невозможевте само за да Трајко Велјановски, вие колеги од ВМРО-ДПМН и дуи останатите пиете вино, слушате виолини и во еден класично забеган стил понижувате и понатаму да ја газите Република Македонија. Моето процедурално барање е многу едноставно. Во име на пратеничката група на СДСМ. Да ја прекинете оваа седница, Трајко Велјановски да покрене иницијатива и да побара формално итна седница на постојаната анкетна комисија за заштита на човековите права, за да дефинитивно се осудат, спречат понатамошни активности како вчерашниот ден. И дефинитивно да се разговара за вашите партиско-полициски методи против новинарите, опозиционерите и сите луѓе кои што не мислат како вас. Тоа е нашето процедурално барање. Секој нормален човек, без разлика дали е политичар или само граѓанин, треба ова да го подржи, а вие да го спроведете. Токму во интерес на Република Македонија, за која што се крстите и сте дале заклетва дека ќе се грижите за спроведување на уставот, законите и демократијата во државата. Во зависност од вашиот одговор, ние ќе ги определиме на тамошните чекори. Но она што сигурно после вашето, ако воопшто добиеме некакво образложение, а мислам дека нема друго осем да постапите и да ја прекинете оваа седница и да закажете постојана анкетна комисија, посто овие скандалозни настани, кои што сме ги гледале и во Србија на Милошевиќ, и во Белорусија, и во некои азијски држави или афрички, пратеничката група на СДСМ ќе побара 1 час пауза. Благодарам. Благодарам. Дали сега барате пауза или... Да ве слушнеме. Викам, дали барате пауза или... Не барате, благодарам. Колеги пратеници, значи, закажувањето на комисиите, работни тела од собранието е надлежно на председателот на комисиите. Конкретниот случај, председател на постојаната анкетна комисија за заштита на човековите права е господин Бекин Фазлиев и тој е надлежен и има право да закаже таа седница на комисијата. И тука ја не можам да му се мешам и да му налагам. Ако мислите дека, например, не сака да закаже, тогаш согласно деловникот 1/3 од членовите на комисијата побаруваат од председател на постојаната анкетна комисија да закаже седница. Тоа е процедура. Ако тогаш одбие, тогаш може да се обратите до мене или како што беше со комисија за труд и социјална политика, која не сакаше да закаже седница, тогаш јас можам врз основа на деловникот да одредам еден од пратениците кој што ќе води таа седница на комисијата. Тоа се надлежностите мои и надлежностите на членовите на комисијата и на председателите на комисијата. Јас тука не можам да се мешам. Ајде да видиме сега согласно одговорот што ќе побара координаторот на пратеничката група на СДСМ. Повелете. Човекот за кој што беше докажано дека го прекрши уставот, деловникот и закон за собрание, сега се обидува да пред нас го толкува деловникот. Многу добро го знаеме, подобро од вас. Има една крупна разлика, ние го почитуваме, вие не. Вие како председател на собранието, на привремена работа на тоа столче, но за жал таму седите, имате за задача да го почитувате уставот и законите. Бараме од вас да свикате постојана анкетна комисија за да се провери кој во МВР даде налог да се спречи протестот. И зошто е дозволено некој да протестира, а на некого да му биде тоа истото право забрането. И вие тоа како председател имате право и можност да го направите. И побарав од вас да ја прекинете оваа лакрдија и оваа седница.
Не се изјаснивте. Не се изјаснивте. Затоа што ова што сега го правите е директно спротивно на тоа што треба да постои во државата како правна држава. Кој ви го пишуваше говорот вчера во така наречениот ВМРО-вски празник? Затоа, председателе, ви требаше устав и деловник да ги навредувате граѓаните. Да ги навредувате граѓаните. На здравје ви беше чашата вино и виолината додека ги тепаа новинарите надвор и ги спречуваа да протестираат. И затоа немате вие деловничка надежност. Ке си останете понатаму партиско војниче, како и сите останете во улога на ВМРО ДПМН, бидејќи не ги добивме одговорите, барам 1 час пауза. Благодарам. Сад време пауза, продолжуваме во 12:30.